Добре дојдовте на новото предавање од YouTube каналот Германски јазик онлайн. Во ова предавање ќе учиме за останатите сврзници во германскиот јазик. Ако не сте го гледале се уште, гледајте го првиот дел од истото предавање, бидејќи двете видеа се поврзани. Да започнеме. Накратко да повториме што ќе учиме во овие видеа. Типови на сврзници, односно сврзници што поврзуваат две реченици, и тоа сврзници што поврзуваат две главни реченици и сврзници што поврзуваат главна со зависна реченица. Потоа, постојат сврзници што поврзуваат реченица со дел од реченица. И сврзници зависно од позицијата во реченицата, сврзници на позиција 0 и на позиција 1. Накратко да повториме, општо за сврзници, а ако сакате подетално може да го гледате првиот дел од ова предавање. Накратко што се тоа сврзници? Сврзниците служат за поврзување на две реченици или ZC, или реченица Z плюс ZAC со дел од реченица или ZAC елемент. Например, ќе одам дома или ќе одам во кино. Зборот или представува сврзник. Јас јадам хамбургер и пијам пиво. Во оваа реченица имаме сврзник буквата И. Што може да поврзуваат сврзниците? Како што кажавме, две главни реченици или Hauptsatz плюс Hauptsatz, или главна реченица со зависна реченица, односно на германски Hauptsatz плюс Nebensatz, и реченица со дел од реченица, односно на германски Satz плюс Satz елемент. И какви сврзници постојат? Постојат сврзници на нулта позиција и сврзници на позиција 1. Во овој слайд се опишани повеќето од сврзниците во германскиот јазик, односно оние сврзници кои ќе ги учиме во првиот дел и во вториот дел од ова предавање. Дел од сврзниците ги има во предавањето од делот 1 за сврзници, па може да го гледате. А во ова видео ќе ги учиме останатите. Во ова видео ќе учиме за сврзници за зависните реченици, односно die Konjunktionen für Nebensätze. За почеток да кажеме кои се правилата при поврзување на главна реченица со зависна реченица со помош на сврзник. Прво, правилата за глаголот во реченицата. Во Hauptsatz или во главната реченица, глаголот останува на второ место, односно на позиција 2. А во зависната реченица или Nebensatz, глаголот стои на крајот од реченицата. Во следните слайдови ќе видиме примери. И глаголот е секогаш конјугиран, односно не е во инфинитив форма, без разлика на кој место од реченицата се наоѓа. За сврзникот, правилото е дека секогаш стои на почетокот од Nebensatz, односно на почетокот од зависната реченица. Во долната табела ќе видиме два примери. Ich kann nicht arbeiten, weil ich faul bin. Или во превод, јас не можам да работам, бидејќи јас сум мрзлив.
Од левата страна ја имаме главната реченица, од десната страна ја имаме зависната реченица. Може да се забележи дека глаголот, во случајот со плава боја, во главната реченица е на втора позиција, а во зависната реченица на крај од реченицата. Глаголот е секогаш конјугиран. А сврзникот, во случајов while или бидејќи, стои на почетокот, односно на прва позиција од зависната реченица. Втор пример: weiß nicht, dass lernt soll. Или во превод, тој не знае дека тој треба да учи. Во оваа реченица исто имаме глагол на втора позиција, глагол на крај и сврзник на почеток на Nebensatz. Во случајов глаголот das. Глаголот е сврзникот das. Продолжуваме понатаму. Кои се сврзници во зависните реченици, кои ќе ги учиме во ова видео? While, бидејќи, да, кој има исто значење како while, when, со превод кога или ако, false, во случај или ако, das, дека или што, obwohl, иако или инаку, während, додека или во тек на, als, кога или отколку, и bevor, пред да. А во следните слайдови ќе прочитаме примери за секој од сврзниците. Ќе започнеме со сврзниците while и да, кои се синоними и имаат исто значење. Прва реченица: Peter kauft kein neues Auto, weil kein Geld hat. Петар не купува нов автомобил, бидејќи тој нема пари. Ich gehe ins Kino, weil der Film mich interessiert. Јас одам во кино, бидејќи филмот ме интересира. Maria geht nicht in die Schule, weil sie krank ist. Марија не оди во училиште, бидејќи таа е болна. Sie machen eine Party, da sie heiraten. Тие прават забава, бидејќи тие се венчаат. Следна реченица: Ich lerne Deutsch, weil ich in Deutschland wohnen will. Јас учам германски, бидејќи јас во Германија да живеам сакам. И последен пример за овие сврзници: Sie backt eine Torte, da ihre Schwester Geburtstag hat. Таа печи торта, бидејќи нејзината сестра роден ден има. Продолжуваме со следниот сврзник. Е сврзникот when, кој значи кога или ако. Да прочитаме примери. Es geht mir besser, wenn ich meine Probleme löse. Ми се подобрува кога моите проблеми ги решавам. Ich mache einen Ausflug, wenn ich Freizeit habe. Јас правам прошетка ако јас слободно време имам. Tom kauft eines Auto, wenn mehr Geld hat. Том купува автомобил ако тој има повеќе пари. Tom nimmt einen Regenschirm mit, wenn es regnet. Том зема со себе чадор кога врни. Следен пример: Ich komme nach Hause, wenn ich fertig bin. Јас доаѓам дома кога ќе сум спремен. Anna geht spazieren, wenn das Wetter schön ist.
Ана оди да пешачи кога времето е убаво. Продолжуваме со следниот сврзник, сврзникот falls, што значи во случај или ако. Zum Beispiel, falls ich viel Geld habe, werde ich mir ein Haus kaufen. Ако јас имам многу пари, ќе си купам куќа. Falls ich morgen keine Zeit habe, rufe ich dich an. Ако јас утре немам време, ќе ти се јавам. Falls ich mehr arbeitete, verdiente ich mehr. Ако јас повеќе работев, ќе заработував повеќе. Ich bleibe zu Hause, falls es regnet. Јас останувам дома ако врни. Wir machen einen Spaziergang, falls das Wetter gut ist. Ние правиме прошетка во случај да времето е убаво. Falls ich am Dienstag komme, gehen wir schwimmen. Ако јас во вторник дојдам, одиме ние да пливаме. Следен сврзник во ова видео е сврзникот das, што значи дека или што. Да видиме примери. А пред да видиме примери, да кажеме дека сврзникот das и зборот das немаат исто значење. Со две букви, с е сврзник, а das со една с буква означува тоа. Ärgert mich, dass du immer zu spät kommst. Тој ми се лути на мене дека ти секогаш предоцна доаѓаш. Ich freue mich, dass du mir dein Vertrauen schenkst. Мило ми е што ти на мене твојата доверба ми ја даваш. Weiß, dass kein Geld für ein neues Auto hat. Тој знае дека тој нема пари за нов автомобил. Es ist wichtig, dass du gesund bist. Важно е што ти си здрав. Ich denke, dass Deutsch einfach ist. Јас мислам дека германскиот едноставен е. И последен пример. Ich habe ganz vergessen, dass du heute Geburtstag hast. Јас сосема заборавив дека ти денес роден ден имаш. Следен пример. Сврзникот obwohl, кој значи иако или инаку. Ich gehe arbeiten, obwohl ich müde bin. Јас одам да работам, иако јас сум изморен. Christina geht an den Strand, obwohl es regnet. Христина оди на плажата, иако врни. Sie lernt nicht, obwohl es morgen einen Test gibt. Таа не учи, иако утре има тест. Geht zur Party, obwohl krank ist. Тој оди на забава, иако тој е болен. Ich arbeite im Garten, obwohl ich keine Zeit habe. Јас работам во градината, иако јас немам време. И последен пример за овој сврзник. Peter ist nicht zu meiner Party gekommen, obwohl ist mein Mitschüler. Петар не дојде на мојата забава, иако тој е мој соученик. Следен сврзник кој ќе го учиме во ова видео е сврзникот während, во превод на македонски додека или во тек на. Да видиме примери. Das Radio spielt, während ich frühstücke.
Радиото свири додека јас доручкувам. Während ich ein Taxi rufen, trägst du die Koffer aus dem Haus. Додека јас повикувам такси, изнеси го ти куферот од куќата. Sie macht Schulbrote, während sie Kaffee kocht. Таа прави училишни сендвичи додека таа кафе вари. Ich mache die Hausaufgabe, während ich fernsehe. Јас ја правам домашната задача додека гледам телевизија. Die anderen müssen arbeiten, während ich einen Urlaub habe. Останатите мораат да работат додека јас имам одмор. Sie geht nicht in die Schule, während sie krank ist. Таа не оди на училиште додека таа е болна. Продолжуваме со следниот сврзник. Сврзникот bevor пред да. Ich lese ein Buch, bevor ich einschlafe. Јас читам книга пред да заспијам. Ich dusche jeden Morgen, bevor ich frühstücke. Јас се туширам секој утро пред да доручкувам. Gieß die Pflanzen, bevor du frühstückst. Налеј ги цвеќињата пред да доручкуваш. Wasch dir die Hände, bevor du dich an den Tisch setzt. Измиј ги рацете пред ти на масата да седниш. Ruf mich, bevor du gehst. Јави ми се пред да одиш. Ich wasche mir die Hände, bevor ich esse. Јас ги мијам рацете пред да јадам. Тоа беа примерите за овој сврзник. Продолжуваме со сврзникот als, кој има две значења, кога или отколку, и се користат во различен случај. Например, ich war nervös, als ich in Montag mit meinem Chef gesprochen habe. Јас бев нервозен, кога јас во понеделник со мојот шеф зборував. Es gab keine Computer, als meine Großeltern jung waren. Немаше компјутери кога моите баба и дедо беа млади. Max war allein, als am Flughafen angekommen ist. Макс беше сам кога на аеродром пристигна. Ich war schon alt, als ich 80 war. Јас бев веќе стар кога јас 80 години бев. Следните две примери ќе бидат со значење на als, отколку. Das T-shirt ist besser als die Jacke. Мајицата е подобра отколку јакната. И das Auto ist nicht teurer als das Flugzeug. Автомобилот не е поскап од авионот. Тоа беа примерите за сврзници на зависни реченици. Правилата ги кажавме на почетокот на видеото, а сега ќе продолжиме со варијации на сврзниците во зависна реченица. Прва варијација е кога имаме инверзија, односно Hauptsatz и Nebensatz ги променуваат местата. Не секогаш мора Hauptsatz да е на прво место, а Nebensatz на второ.
може да се обратно поставени. А реченицата да го има истото значење. Редоследот на зборовите во Hauptsatz е различен, зависно од позицијата на главната реченица. А редоследот на зборовите во Nebensatz е секогаш ист, независно од позицијата на зависната реченица. За Hauptsatz реченица се користат правилата од видеото на ниво 1 A1, предавање број 26, втор дел, односно повторете за инверзија во реченицата. Глаголот на Hauptsatz, односно на главната реченица, е на прво место од неа. Го менува местото со подметот. А правилата за Nebensatz остануваат исти. Да видиме некои примери. Во левата табела ќе имаме главна плюс зависна реченица, а во десната табела зависна плюс главна реченица. Ich mache einen Ausflug, wenn ich Freizeit habe. Јас правам прошетка ако јас слободно време имам. Wenn ich Freizeit habe, mache ich einen Ausflug. Може да се забележи дека зависната реченица со црвена боја означена во двата случаеви има ист редослед на зборовите, односно сврзникот е секогаш на прво место, глаголот е секогаш на последно место. А главната реченица со плава боја има промена на глаголот и подметот. Втор пример, Tom kauft eines Auto, wenn mehr Geld hat. Том купува автомобил ако тој има повеќе пари. Wenn mehr Geld hat, kauft Tom eines Auto. Ако тој има повеќе пари, купува Том автомобил. Значи во овој слайд ја објаснавме инверзија во случајот на сврзници за зависни реченици. Втора варијација е користење на зависна реченица без главна реченица. Во говорниот јазик, често како одговор на прашање, може да се кажи само зависната реченица без користење на главната реченица. Слично како во македонскиот јазик. Например, од левата страна имаме реченица каде што имаме зависна реченица и главна реченица, а од десната страна само зависна реченица. Например, одговор на прашањето Warum kocht sie nicht? Зошто таа не готви? Sie kocht nicht, weil sie keine Zeit hat. Таа не готви, бидејќи таа нема време. Во оваа реченица имаме и главна и зависна реченица. Warum kocht sie nicht? Зошто таа не готви? Weil sie keine Zeit hat. Бидејќи таа нема време. Во овој случај, главната реченица ја прескокнуваме. Трета варијација на правилата за сврзници за зависни реченици е кога зависната реченица има два глаголи. Например, во случај зависната реченица да има и модален и помошен глагол, тогаш модалниот стои на крај на реченицата во конјугирана форма, а помошниот пред него во инфинитив форма. Да видиме пример. Ich lerne Deutsch, weil ich in Deutschland wohnen will. Јас учам германски, бидејќи јас во Германија да живеам сакам. Модалниот глагол wollen, конјугиран, со црвена боја стои на крај на реченицата, а помошниот глагол во случајот wohnen или живее со зелена боја е во инфинитив. Следно имаме варијација
во случај кога зависната реченица е во минато време. Во случај да се користи и минато време, тогаш на крајот на реченицата ќе стои помошниот глагол, а пред него главниот глагол. Да видиме примери за зависна реченица во перфект. Du kannst schlafen, wenn du hast deine Hausaufgabe gemacht. Ти може да спиеш кога ти твојата домашна задача ќе ја направиш. Ова е грешно. Правилно реченицата би била Du kannst schlafen, wenn du deine Hausaufgabe gemacht hast. Ти може да спиеш кога ти твојата домашна задача ќе ја направиш. Да видиме уште еднаш разликата. Како и во другите видеа, и во ова видео завршуваме со мала вежба, да видиме што сте запамтиле. Поврзете ги сврзниците со преводот на македонски кои одговараат. Weil, бидејќи. Das, дека или што. Als, кога или отколку. Wenn, кога или ако. Bevor, пред да. И falls, во случај или ако. А сега пополнете го сврзникот кој недостига во реченицата. Тој е среќен, бидејќи тој пари има. Er ist glücklich, weil er Geld hat. Следно, јас се радувам кога јас играм на компјутер. Ich freue mich, wenn ich Computer spiele. Следна вежба. Ние можеме во музеј да одиме, ако утре врни. Wir können ins Museum gehen, falls es morgen regnet. И последна вежба за ова видео. Жал ми е дека ти твојата работа ја изгуби. Es tut mir leid, dass du deinen Job verloren hast. Се надеваме дека дадовме доволен број на примери и видеото ви се допадна. Ако е така, кликнете лайк на видеото и следете не на YouTube и Instagram. За сврзниците ќе биде снимено уште едно пократко видео во кое ќе објасниме разликите и сличностите меѓу различни сврзници со цел да не се мешаат.